денеска можевме буквално да видиме јасни на неколку пати признанија од единствениот сведок во процесот дека бил инструиран и дека бил под наредба на јавното обвинителство и полицијата. Неколку пати кажуваше како ме местел и како наведувал за да извлече зборови од мене. Тоа е јасно, секако судот ќе се ја донесе одлуката, но единствено она што можам да го испратам како порака, дека правдата постои, таа ќе дојде и вредно е секој човек да се бори до крај за неа. Јас само прашав јавно, редот беше тој да каже, отворена е истрага предходните години за други предмети од страна на државата по други основи и како тоа е затворена токму пред да биде тој соработник на власта во тоа време. Тоа требаше тој да го каже, а веројатно судот во постапката може да го утврди, да го докаже или слично. Ние ќе доставиме доказите која била отворена таа истрага, која била затворена таа истрага и како тоа се поклопува со ПИМ мерките вклучени и неговото инволвирање во целиот овој процес. Поднесовте и кривична пријава против него за лажно сведочење. Дали имате информација дали е ефективна таа кривична пријава? Јас верувам дека денеска после овие искази на сведокот треба да следуваат и некои други кривични пријави против службени лица, обвинители, МВР или слично. Ова јавно признавање во суд, како било инструиран, како му се наредувало, како објаснувало. Тоа во законот е забрането. Секако мојот адвокатски тим ќе оценат што ќе направиме понатаму во делот на тие постапки, а во претходната кривична пријава која што е поднесена немаме никакви информации. Има ли во специјалното јавно обвинителство бомби за подкуп? Да, тој период да, секако дека има и пред подкуп години и години. Сте ги слушнале? Тоа е насекаде секако. Значи, во делот на разговорите Зоран Заев е таргет. Овие ПИМ мерки кои што се обезбедени, според мене, сепак незаконски, со нелегитимна наредба, со НН пишувано или слично, се само во еден период. Прашањето зошто и порано сум бил. Зошто измеѓу кога немало мерки пак сум бил на слушање или слично. Тоа е работа на специјалното јавно обвинителство.